Ако цената на лебот не претрпи корекција, мелничарите се жалат дека ќе банкротираат. Велат поскапата струја, но еден куп давачки биле главната причина за евентуалното ново поскапување на лебот. Иако од владата рекоа дека цените ќе останат замрзнати до крајот на месецов, сепак во некои пекари продаваат леб по повисока цена за неколку денари. Стопанствениците чии цени на производи беа замрзнати, сметаа дека мерката треба да биде продолжена, зашто трпат сериозни штети, но и размислуваат да стават клуч на компаниите ако државата не им помогне за време на криза. Мора да има поскапување на лебот и кај нас мора да има, не знам. Ние работиме со камиони. Сега му кажа, застануваат камионите ако не ја дигнат цената. 15.000 до Солун идеме до Неготино. Тоа беше цена пред 10 денари да беше нафтата прескина. 200 литра нафта трошиме. По 20 денари, еде го чарот, ни го зема, готово, нема. Се затвора. Ќе земам еден кокуец така за дома да донесам ја нешто и се затворам. Од мелничко-пекарската индустрија се жала дека од владата наместо да им помогнат им одмагаат, па така стравуваат дека нема да може да го испорачаат потребното количество наредниот период. Дека ќе биде све бетер и бетер. Државата не помага досега? Ништо, човек ти одмага како помагање. Само одмагање, нема помагање. Од лиценци, од не знам уште што нема и тоа. Ќе јадеме ли поскап леб од наредниот период се уште неизвестно. Од владата вела дека мерката останува на сила до крајот на месецов. Што ќе се случува понатаму ќе се знае наредниот период. Инаку на крајот од минатата година државата одлучи да ги замрзни цените на лебот, шеќерот, маслото, брашното, млекото, сирењето, месото, јајцата и оризот. Во соседството, конкретно и во Србија, се донесе мерка за замрзнување на цените и тоа од 3 месеци. Во Хрватска пак од одредени индустрии најавија изголемување на цените од најмалку 30%. Но реалноста е дека секаде паралелно растат и платите, за разлика од кај нас, каде и натаму остануваме заковани на дното во Европа.